Опозицијата се сомнева дека зад последните оптимистички изјави на премиерот за ситуацијата со Бугарија се крие, како што ВМРО ДПМН го нарекува, обезличување на земјава. Повикот од партијата на Мицкоски е Заев да не се крие и јавно да каже за што всушност станува збор. Наместо да се крие позади надежни изјави кои што ги дава деноиве, Зоран Заев треба да одговори на неколку работи кои што интересираат јавноста. Наместо да молчи и да се однесува како кукавица, каде што ќе се обиде повторно да им забие нож во грб на граѓаните, кукавички, и да ги обезличи уште повеќе, нека се одважи и нека говори јавно за целиот проблем, начинот и текот на преговарање со источниот сосед. Не може оние кои се контра ЕУ и НАТО, оние кои се контра сопствениот народ да се нудат како спасители. Мицковски нема став за ниту една тема, за ниту една стратешка позиција, тој е изгубен во времето и просторот, врати од владеачкиот СДСМ. Реакциите на ВМРО ДПМН следат по вчерашната изјава на Заев, во која тој рече дека Северна Македонија не е многу далеко од договор со Бугарија, која на состанокот на европските министри минатата недела ја испорача својата блокада за почеток на пристапните преговори со земјава. Како што реков, ние не сме многу далеко од договорот. Ние само треба да имаме добрата волја, да гледаме позитивно и да имаме проектирано иднината пред нас. Верувам дека ќе се случи до вториот совет на министри на Европската унија на 8, 9 или 10 и кога и да е, една средба и помеѓу мене и премиерот Борисов, а верувам дека и нашите работни групи кои што контактираат интензивно ќе створат и атмосфера за тоа. Зборам за двете страни. Нормално се развиваат идеи, се разглобуваат секаков вид на варијанти во духот на дигнитетот и достоинството на двата пријателски народи, да се изнајде европско решение со вградените европски вредности во него, и јас верувам дека тоа е возможно. Заев не зборуваше во детали на што го базира својот оптимизам. По-конкретен беше неговиот коалициски партнер Али Ахмети, кој изјави дека со Бугарија се разменети документи за кои не сака да зборува во јавноста и дека ја чека реакцијата од Бугарија. За сега нема официјална потврда за каков тип на документи станува збор, што тие содржат, ниту пак има некаква реакција од Софија. Дали ќе има ефект дипломатскиот процес кој се одвива меѓу двете земји ќе се знае на 8 декември, кога е наредното заседание на Советот за општи заеднички работи на Европската унија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.